Добар ден, гледате Анализа. Добар ден и за моите гости, Љузин Фаризи, политички аналитичар. Благодарам што сте тука. И Сафет Бишевац, Бошњачка народна партија, председател на Бошњачка народна партија. Добро вечер и од мене. Добро вечер. Благодарам и за вас. Добро, одиме со она збогум за техничката влада, која веќе го најавува и поминува, еве денеска помина. Да, во првата фаза почнува процедурата. Што вели ВМРО ДПМН заради тоа што СДСМ и ДУИ се против, вели ова е панична реакција, не се работи за закон со брза постапка кој би бил донесен од 20 јануари, се разгледува и утре нема да се гласа. Идејата е да обезбеди фери демократски избори на таа техничка влада, но Груевски, со заминувањето на Груевски, веројатно почнува некаква демократизација на Македонија. Може така да кажеме, Сафет Бишевац? Па, да. Да. Да бидеме докрај честни, потребата од техничка влада се однесуваше на еден период каде што генералната оценка на сите беше дека сме заробена држава и дека имаме режим, на чие чело беа Никола Груевски и Сашо Мјалков, како предводници на таа гарнитура. И на тоа беше договор избоксуван со помош на меѓународната заедница и беше добар чекор во вистинска насока. И мислам дека, иако беше предвидено тоа да важи само за едните избори, добро е што се продолжи за уште едни и мислам дека беа уште едни. И веројатно и следните би... И според предлог законот ќе важи и за следните парламентарни избори и потоа нема да се применува. И мислам дека е тоа добар закон и добро решение. Последниве два изборни циклуса покажаа дека Македонија може да спроведе демократски, фер и честни избори. И тоа е најдобриот доказ дека ова страно ткиво практично и во законот и во уставот, како техничка влада, во смисла опозицијата да презема контрола на одредени министерства и на премиерската позиција, е веќе непотребна работа. Опозицијата не гледам зошто би била против, бидејќи уште едни избори ќе има таа можност, на некаква, условно кажано, контрола на она што се случува за време тој предизборен период од неколку месеци, но не гледам зошто би била против тоа да биде, зошто би требало да има техничка влада и за оние избори кои ќе дојдат не првите, туку парламентарните избори по овие првите, вторите. До тогаш, ако таа не се консолидира до ниво да може да ја загрози политички актуелната владеачка гарнитура, тоа веќе не е проблем ни на системот, ни на државата, туку проблем на опозицијата и опозицијските партии. Добро. Добро, Љузин Фаризи, гледате ли вие проблем во опозицијата која не може да се консолидира, како што вели Бишевац? Тука лежи проблемот, а не во власта, како би ги организирала идните избори? Во последните циклуси од изборите, ние имавме мирни избори пред се и мислам дека, според мене, техничката влада требаше да се укинува. Мислам дека требаше за една употреба, бидејќи вториот пат кога веќе имавме ние демократски избори во 2020 година, дури 2016, нели така беа оценети од страна на меѓународниот фактор, но колку беа тие фер, односно равноправни помеѓу политичките структури, тоа е дебата која била во минатото, но јас мислам дека тогаш, после 2020, мислам дека требаше да се укине таа техничка влада, бидејќи пред се владата се формира врз основа на изборите, односно од резултатот на изборите, и тој кој има мнозинство со собраните може да состави влада. Бидејќи, знаете зошто треба, кој е фактот за да се укине техничката влада, бидејќи ние имаме многу и други закони кој во време на избори ги штити, односно злоупотребата на службената положба, односно на државниот апарат, за да може на некој начин да влие врз граѓаните, односно гласачите, за да гласат за една политичка партија. Така што
Јас мислев дека ќе се укинува од следните парламентарни избори, но одлуката за следни парламентарни избори јас мислам дека е компромисот, бидејќи опозицијата на кој начин се спротивстави кога беа најавите од страна на власта дека ќе го укинат законот за техничка влада, така што јас мислам дека сега опозицијата пак дополнително делува панично од само тоа што кажуваше и Савет Бишевец, бидејќи не се организирано доволно, дека секој ден речиси во опозицијата имат различни концепти внатре во нивните политички структури, во нивните политички партии, речиси сите политички партии од во опозицијата, а мислам дека техничката влада може минимално да влие врз резултатот на изборите, бидејќи одредени министерство, односно Министерство за социјала и Министерство за внатрешни работи. Но едно од дебатите, пример, бидејќи сега Ивлен е во власта, нели, сега треба да се смени, односно да се укина таа техничката влада, но заборале дека во минатото, односно кога дојде во власт 2024 година, имаме нов закон за организација на државната управа и сега многу е важно кои министерства сега ќе ги барат во следните парламентарни избори. Министерство за внатрешни работи немаше нова реорганизација, но Министерство за социјала, пример, беше Министерство за труд и социјална политика, сега дел е во Министерство за економија и труд, а социјална политика, демографија и млади, како е тоа министерство. Така, плюс имаме два нови министерства, Министерство за информатичко општество, не се подели на дигитализација. Многу е важно сега кои министерства па ќе ги барат. Најверојатно во следните парламентарни избори па ќе имаме и дополнителни преговори во кое министерство или не знам, сега не сум го видел предлог законот, дали со тој закон па ќе се предвидуваат и тие министерства кои треба да ги земе опозицијата, дополнително дебата кој јас имам луѓе кои дебатираме, разбираш, и го му кажат на министерот, на X министер дека ти треба да заминуваш во следните кога да се случат парламентарни избори и тој се чуди, значи има некои луѓе што не се во текстот тоа што треба што содржува законот за техничката влада, но јас мислам дека Па добро 20 јануари вели. Јас мислам дека добро тогаш беше лидерската средба на која СДСМ одби да присуствува. И таму начелно е договорено уклинување на Не добро законот дека им е даден така вели. Многу е важно кои министерства во иднина треба да ги земат, пример гледајќи вака по сила на институциите, бидејќи кога гледа политички партии, нормално се пресметуваат кој е најголемата сила што може утре дента да профитираат од тие институции. Мислам дека секое министерство сега па е пата, дали Министерство за социјала, кај се трансферите, освен трансферите па тема не може да се меша, а од другата страна се инспекторатите во Министерство за економија, може нешто таму нема некоја поголема сила, нели одредени сектори излегуваат таму, така што мислам дека дебатата ќе биде жестоко, односно сега ќе почнат политичките партии да пресметуваат кој од тие министерства треба да им припаѓа, од дополнително и другите министерства кај имаат дополнителен министер, нели. Доколку се гарант за некаква демократија во ред. Мислам дека е одлука балансирана. Можеби требаше многу порано да се гласа, односно да се укине техничката влада, но сепак јас мислам дека му дава уште една можност на опозицијата буквално да се теши со тоа дека во иднина нема да има техничка влада и мислам дека ние како држава веќе сме зреле и дури моето мислење дека многу порано требаше да се укине, за да им се дава можност граѓаните слободно да се изразуваат во следните парламентарни избори. Добро, има се уште реакции за притисоци, за плашувања од страна на опозицијата, тие реакции остануваат. Јас мислам дека опозиционите политички партии повеќе треба да се плашат од нивните редови што го имат, отколку не од апаратот на државата, бидејќи и пред се треба да се спреми за било кого да се служат тие изборите во своите редови. Народот цени врз основа на тоа што им се нуди на нив како платформа и како идеи. Добро, има поинтересна тема денеска беше на дебата во парламентот, а тоа е предлог кој доаѓа од ВМРО ДПМН и државјанство на пратениците мора да бидат македонски. Но само на пратениците,
И тоа се забелешките на опозицијата. СДСМ, ЛДП се против. Венко Филипче вели дека е класична измама на власта. Никаде не се кажува дека се однесува за овој актуелен состав. Го кажа тоа. Дали ќе биде, тоа се зборовите на Филипче, дали за идните состави. Најавува амандмани, но интересно и Скендер Реджепи од Европски фронт вели дека граѓаните со косовско државјанство треба да имаат право да бидат пратеници со две државјанства. Сега проблемот СДСМ и ЛДП велат зошто само пратениците, а не сите функционери, зошто не министрите? Премиерот исто така. Од она што јас го знам и денеска беше низ медиумите, предлогот на ВМРО ДПМН е поднесен преку пратеникот Мошевски, потпредседателот на Собранието. Значи дека тој ќе важи и за актуелниот состав на Собранието. Добро. За актуелните пратеници. Тоа е едната работа. И мислам дека е тоа добар потек во насока на избивање на некакви аргументи и постојани обвинувања од страна на опозицијата, па ако сакате и на незадоволство кај дел од граѓаните на оваа држава, луѓе со двојни државјанства и тројни. И тројни, така е, да бидат дел од парламентот. Лично мене ако ме прашате, јас навистина мислам дека оној кој сака да биде дел од македонскиот парламент треба да има македонско државјанство. Точка. Не затоа што мислам дека тој ако има бугарско, српско, албанско, косовско или германско или американско државјанство, по дефиниција, по дефолт ќе работи против интересите на суседната држава, но сепак мислам дека тоа е некаков морален однос кон државата во која живеете и работите. Тоа е едно. Второ, зошто и дали ќе важи и за останатите избрани и именувани функционери. Мислам дека тука веќе ќе се доаѓа во еден сегмент на кршење на уставните одредби за еднаквост, затоа што по закон е дозволено да имате две државјанства. И повеќе. Актуелните закони во државата дозволуваат да имате две или повеќе државјанства. Да. И тоа мислам дека ќе создаде некаков правен проблем во принцип. А во уставот пишува дека исклучиво министрите смеат да имаат државјанство, а пратениците не. Дека уставот се не мислам дека уставот се зашто би се кршел за министрите, би се кршеле уставните права, а не за пратениците. Не, јас ви реков дека лично мислам дека тоа е еден морален и човечки однос кон државата во која живеете и работите. Тоа се однесува и на министрите. Но исто така мислам дека не можете некому да му оспорите право и тој да работи во интерес на државата иако има две државјанства. Ме сакате што сакам да кажам. Тука го гледам правниот проблем во ова. Таму каде што станува збор за одлука персонална, политичка, партиска и така натаму, претпоставам дека тие треба да водат сметка кои луѓе предлагаат за да бидат парламентарци. И тие тоа ќе го водат, не дека со закон е забрането да бидат, не можете да му забраните на пратеникот, не важи само за пратеникот законот за двојни државјанства. Чега имате во оваа држава, да не претерам, ако ништо друго имате вела 250.000 луѓе кои имаат двојни државјанства бугарски пастуши. Што е лоша вест. Што е ужасно. Но е така. Но е реалност. Да. И сега, ако велиме и знаеме дека најголем дел од нив не се резултат на чувствата бугарски или потеклото бугарско, туку се резултат на економска логика, луѓето се снаоѓаат да преживуваат, барем тоа е официјалното образложение. И не може да им забраните тие луѓе да се кандидираат утре, особено во ситуација ако, да речеме, дојде до промена на изборниот модел, па Македонија стане една изборна единица, или не знам какви комбинации може да бидат. Мислам дека таму ќе има некаков проблем, правен, и ќе биде оспорен пред Уставниот суд. Каква ќе биде одлуката, не знам, но мислам дека затоа би требало ваквата определба да важи за собранието и за владата.
еве веќе владата веднаш и сонеш, не затоа што на пример можете да дојдете во ситуација да ангажирате за министер некој германски експерт. Имало такви случаи. Например, да биде дел од вашата влада. Човек кој живее работи и кај нас имаше такви случаи. Луѓе кои живеа во Швајцарија или Австрија, ако не се лажам, не знаеа македонски, ни албански не знаеа како што треба, што се вели, со преведуваш и беа дел од владата. Затоа велам, тука има, но ова за парламентот има логика, затоа што мислам дека пратениците кои доаѓаат на тие пратенички места треба да бидат огледало на луѓето кои ги представуваат, тоа се македонските граѓани. Тие треба да се борат за нивните интереси и мислам дека тука има некаква политичка логика. Правно не знам како тоа, не сум експерт по тие права и навистина не знам како тоа би се разрешило. Но политички има логика. Политички особено околу Бугарија, околу бугарскиот. Не само Бугарија, тоа е најголемата логика, но да го слушнаме и потоа. Да, ама тоа вратете се и да бидеме честни до крај. Секогаш СДСМ го користеше така наречениот пробугарски сентимент кај дел од раководството или членовите на ВМРО-ДПМН со обвинувањето дека еве тие ни продаваат македонштина, а имаат бугарски пасоши и бугарски државјанства каде што мора да се изјаснат дека имаат бугарско потекло. Ме сваќате, тоа дел од политичката борба на опозицијата повеќе од овие 2-3 децении практично од почетокот на суверена држава. Но како и да е. Не може да имате државјанство бугарско, а да одбивате да ставите бугари во уставот. Но ајде да... Добро, ајде, и за тоа ќе можеме да дебатираме и за тоа. Но да го слушнам, да, Љуцин Фадизиве, молам. Политички гледано, мислам дека е една пресметка помеѓу двете политички партии. Мислите дека е пресметка, не е некако ако ја гледаме политички, бидејќи потек на... Не, па ние се што гледаме во основа на политиката. Ние, ако го гледаме политички првин, второто морално, патриотското, и третото правен аспект. Да. Првото политички, двете политички партии сегогаш се обвинува помеѓу себе кој повеќе има, односно во своите во своите мислам дека потезот на владата наместо да го прави опозицијата овој потез, сега го прави па владата сема во спротивното. Бидејќи тие цело време па ги обвинуваат дека во ВМРО имаат членови кои имаат двојно државјанство, особено бугарското државјанство. Ги обвинуваат. Бидејќи повеќе тоа или ги обвинуваат па од другата страна па помалце и албанците кои имаат по двојно државјанство, бидејќи имаме и мислам дека и во собранието ние пратени кои имаат двојно државјанство и косовско и од мислам дека Ким Чоку, мислам дека тој има двојно државјанство. Не сум сигурен, но јас мислам дека има двојно државјанство. Така што ова е етички, односно политички. Гледано на правен аспект, јас мислам дека е добар потез. Можда ова што вие го кажувате кај пратениците, а не кај министрите, но ако вие го правите кај пратениците, министрите ги избира собранието. И утре дента, вие ако ќе имате, односно ќе немате луѓе кои имаат двојно државјанство во собранието, кој е тој пратеник па што ќе гласа да има во владата луѓе кои имаат односно министри, да, се разбира. Но тоа после ќе има последици политички. На тие што те гласале на изборите, бидејќи ти излегуваш со еден состав. Значи, и многу направен аспект, ако го анализираме, сега може да пратеници не го злоупотребат службената положба, дополнително имате имунитет, со исклучок, до сега не знам, но со исклучок, но во владата, кај нас се слушал пример, министри, функционери да ја злоупотребат службената положба и после да киднат народски кажано од државата и не можеме после да ги најдеме. А тоа двојното државјанство кога го имат многу полесно, пошто екстрадицијата е многу потешко. Пошто државите не лесно се ослободуваат од нивниот државјанин, односно да го става да може да се како со Груевски случај за кој ќе говориме, да. А дополнително пошто тие што ги имат бизнис сделките се па со другите држави, односно другарчињата кои се во корелација, кои заедно овој злоупотреба, па тој профитира таму. Ние знаеме во минатото како било. Така што јас мислам дека е добар потек и на крај на краишта гледано вака
државнички мислам дека е добар чекор. Бидејќи ако ние тој што сака да се замара со политика, треба да биде чесен кон тие што го гласат и тие што го плаќат на крајшта. Јас мислам дека е добар чекор не само за оваа гарнитура, било која следна гарнитура која ќе дојде, да има еден начин, бидејќи тој денеска е пратеник во нашето собрание, отидете ќе оди во Косово или во Србија или во Бугарија, не знам, пак ќе се врати кај нас. Јас мислам дека тоа треба да биде во минатото, една за сегогаш ние да поставиме наши правила во нашето собрание, кај е законодавен дом, кај луѓето вистински ќе ги представат своите. Но и кај министрите веројатно еднакво треба да одговараат на граѓаните, зошто само претениците би одговарале. Мислам дека овој е прв чекор, мислите? Добро. Па во иднина можеби ќе направат и другите функционери во држава да имат едно исклучиво само македонско. Да се амнестираат министрите, ако може. Не гледам зашто. Јас мислам дека ова е предлог закон, опозицијата може да предлага и амандмани, разбираш, што јас можеби ќе биде и втор чекор, така што. Дури мислам дека сега само денеска и го поддржа предлог законот. Да, со амандмани, инсистирајќи на и другите функционери да бидат опатени. Го кажува, ова е навистина чекор во вистинска насока. Да. Дел од нештата што мора да се менуваат во оваа држава. Првин, ќе го избегнеме првиот факт на политички судир и обвинување и основа за цена кампања на политичките партии, која сите ја користат, да не се залажуваме, тоа е логично, а во принцип опозицијата е таа која од позиција на послаб секогаш настојува што повеќе да ја игра на таа карта, иако таа не носи резултати секогаш, но сепак е нешто што се користи како инструмент во политичката борба. Легитимен, окей, со опасноста која ја носи со себе како црна кампања, но сепак велам легитимен. Со овој закон тој дел од политичката борба не би се избришал сосема, но би се неутрализирал до мерка да станува небитен. Не важно во суштина. Освен министрите, да не заборавиме. Затоа велам... Особено оние кои имаат бугарско државјанство. Тоа станува сериозен проблем. А во исто време да се бугарското државјанство било поголем проблем од српското државјанство или од државјанството на Босна и Херцеговина. Предходно објаснив заради тоа што се спротивставувате бугарите да влизат во уставот, а во исто време вие сте бугарин, имајќи го државјанството во раце. Ако го имате пасош, сте се изјасниле дека имате бугарско потекло, тоа е така. Не е тоа спорно. И тоа не би било. Но има разлика меѓу тоа вие да сте министер и во тоа да како услов за да ја одблокирате Европската иднина на Македонија, поставувате условот за запишување на бугарите во уставот, што само по себе никогаш не би било проблем во оваа држава, бидејќи Македонија веќе покажа дека има сила, има традиција, има историја на мултикултурализам, мултиетнички, мултиверски и како сакате. Македонија секогаш била пример за некој таквиот однос. Не зборам јас дека овде се сјајно, чисто, убаво и дека немало проблеми. Но за разлика од сите останати држави во регионот, Македонија и Босна и Херцеговина, да бидам и малку личен, се држави кои покажаа отвореност кон такви општества. Тие се во суштина такви општества. При крив кога е Босна и Херцеговина како пример, тоа може да биде за разлика од Македонија. Сериозна вредност, но за жал во изминативе децении и во распадот на бивша Југославија, таа сериозна вредност, тоа огромно богатство, верско, духовно, културно, економско, како сакате, беше искористено за раскарување меѓу народите. За крвопроливање. И што заврши со крвопроливање. Тоа е начинот. Не мислам дека проблемот, дека во оваа држава некој има проблем со тоа бугарите, хрватите, црногорците, евреите, египтяните, не знам кој се уште. Нема Македонија проблем со тоа. Македонија има проблем друг. Барањата на Република Бугарија, кои во основа не се ништо друго дека отворено негирање на посебноста на македонскиот народ и македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Тоа е суштината. Да се заколнувате во македонски идентитет, а во исто време да поседувате пасош бугарски е контрадикторност.
Видете, јас затоа ви велам. Нема логика. Не, Говорам за оние кои поседуваат, а се именувани има разлика. функционери. Јас не велам дека бугарите кои живеат на територијата на Република Македонија се проблем за оваа држава. Ти се лојални и нормални граѓани како сите ние други. Проблем е бугарската политичка елита во Република Бугарија. Бугарската историографија, бугарската наука, ако сакате. Бугарската историја, која има траги на овие простори кои не се зафалени. И тогаш кога Бугарија како држава и како бугарите како народ во Република Бугарија ги признаат тие работи, тогаш можеме да разговараме на равноправна основа. Не заборавате дека Република Бугарија стално го потенцира фактот дека прва ја признала државата Република Македонија. Точно. И вие како Но исто така, Бугарија никогаш не го признала македонскиот народ и македонскиот јазик. И вие како функционер би земале во такви околности бугарски пасош и државјанство, пеејќи ги бугарските песни за кои и декларирајќи се како бугарин, доколку ги имате овие ставови? Говорам именуван функционер, не говориме за оние, како рековте вие, 250.000, ако таква бројка се шпекулира со таа бројка. Пак имаме проблем. Значи, не можете едни да двоите од други. Не, чекајте. Ако ги правдаме, овие 250.000... Рековте дека одат за економски интерес. Реков дека ние, нам ни се кажува дека е за економски, али интересот, заеднички именител и интересот, дали е политички, економски, културен или не знам како спортски, интерес е во прашање. Некаков интерес е во прашање. Интересот на луѓето кои се менувани функционери треба да биде исклучиво Македонија. Апсолутно се согласувам, затоа и велам дека тоа е нешто што јас го поздравам како човек кој апсолутно треба да се направи. Да. Фаризе, што велите вие? Јас малку сум по ригорозен во оваа насока. Ние кај нашата држава имаме бугарофили, имаме србофили, имаме албанофили, имаме не знам дркофили, така натаму. Ние само фоби, повеќе имаме фоби. Само луѓе што ја сакат вистинска држава немаме. Односно про држава, така што про Македонија. Јас мислам дека ние треба да ги земеме искуствата од другите држави. Може би се демоде за некои други држави, но за наша многу е важно. Јас да ме прашуваш мене, не само пратеници, функционери, дури и државната администрација. Во Германија, не знам сега како е, но во минатото ти не можеш да се вработиш во државна администрација ако ти немаш државјанство германско. Што ти прави германецот? Кога ќе дојдеш во 16-17 години, ти понудува, ако си пример роден тамо, ти понудува дали сакаш, односно ако има двојно државјанство, ти понудува сакаш да ја земаш од мајката и таткото, односно од така е, да, со право на прием, или сакаш таму кај се родил. И ти треба да одбереш. Затоа и нашите тамо идат да го земат германското државјанство, бидејќи и нуди подобра перспектива. Така што јас мислам дека во Македонија ние први треба да ги браниме луѓето што вистина ја сака државата. Апсолутно. Македонија. Но тоа не подразбира дека по дефолт имате македонско државјанство и тоа е гаранција дека сакате државата. И тоа да се разбереме. Но пред се луѓето што имаат двојно државјанство се индикација дека тие може да имаат двојно интереси. Се разбираме. Бидејќи тој ако зема тоа другото државјанство, тој пред се ја сака тоа државјанство, ја сака таа држава да ја зема. Или барем ги користи бенефитите од таа. Но не се декларирале како бугари. Нема, тоа ретко ќе го најдете ако сакате државјанство на една држава, да барате крвни зрнца во вашите предци и така натаму, тоа го нема. Тоа е реткост. И тоа е дел од една стратегија. На Балканот тоа е невозможно. Не, тоа е дел од една стратегија на бугарската држава која има за цел, би реков, асимилација и тотално негирање на македонскиот народ. Тоа е така. И ни една друга држава тоа не ви ги гледат крвните зрнца. Во Германија не важи, извини, во Германија не важи дали си жолт, црвен или црн. Доволно да ги исполнуваш овие услови, еден од родителите да ти е да си поминал одредено време таму, да си роден таму. Мислам, точно се знаат. И во Македонија е така.
И кај нас имате. Извини, молим те. Да, имаш право, потполно имаш право. Во сите други држави не се бара Да докажуваш, потомството, така е. потомството. Единствено Бугарија го има барано потомството, според моите информации. Па, Не така е, треба да јас имаш знам изјава така. дека имаш бугарско потекло и така натаму. Така што јас мислам дека тие го користеа периодот кој ние бевме буквално изолирани од Европската Унија, од можноста да можеме да се вработуваме, односно да излеземе надвор од држава за да најдеме работно место и тие го користат тој период. Го користеа периодот, можда паднал сега бројката од тогаш, но се пример кажуваат дека со бугарски пасошти идат во било која европска држава и си равноправен. И нормално дека луѓето во сиромаштија и го користеле тоа. Но тоа паднал, но една за сегаш веќе ние не сме таа држава од минатото, сега треба да се постави барем и ние нашите правила на игра за да како треба да ја представува државата пред се пратениците, бидејќи тие се амбасадорите на нашите граѓани внатре во државата, и ред други позиции во државата, односно функционери, но јас сум и за државната администрација. И јас имам можности да земам државјанство од друга држава, пример Албанија или Косово, но не сум сакал бидејќи сакам да бидам државјанин на оваа држава и тука да имам тоа може економски не ја гледам никако таа, но мислам дека пред се тоа е внатре во на етиката повеќе на луѓето, бидејќи не сите се богати во нашата држава, има и ред други луѓе можеби живееле во сиромаштија, но не одлучиле да ја смена државјанството. Има многу во нашата држава. Да. Секој има За своја докрај да видим, има примери ми тека сега за и различни околности. Кралствата, на пример, Саудиска Арабија, Бахрин, Емиратите, таму исто така имаат стриктни, не може да се добие, треба да си роден, да имаш таму и од страна мислам дека немаш право на стекнување на државјанство. Јас мислам дека треба да Ali to je tamo, kога збориме, не сме дел од таа ни културна, ни историска, ни не знам каква средина, ние сме дел од западниот свет, ние сме на тлото на Европа. Само географски припаѓаме. Јас не се согласувам, наистина. Во демократизација секако Мислам дека она што Европа денеска го има и го живее, го базира на нешто чии темели се поставени во регионот на Балканот. Добро, да не одиме кој сака толку да разбере, да, тоа е. Да. Но мораме со реклами да одиме и потоа ќе ве прашам околу косовските државјанства за кои Европскиот фронт реагира и инсистира тие да може да ги добиваат пратениците и да имаат право да се кандидираат. Кој е вашиот став? Но одиме прво со реклами, останете со нас. Се враќаме во анализа и моето прашање кое го поставив, еве Скендер Реджепи, Европски фронт бара да бидат иземени луѓето кои имаат косовско државјанство, повикувајќи се на времињата од Социјалистичка федеративна Република Југославија. Сме биле една држава и тоа е сплет на околности практично, зашто поседуваат државјанство косовско. И се населиле тука. И тоа е таа приказна. Не, или ке важи за сите, или нема да важи за никој. Не може поинако да ги представувате работите. Не можете еден дел од населението да фаворизирате и кај ни да биде дозволено, а на други да им го земате правото да бидат поинакво. Да. Тоа е правен проблем. Правен нонсенс. Не може, тоа е противуставно. Да. Не сме во еднаква положба во оваа држава и пред оваа држава. Не мислам дека окей, можеби има некаква политичка логика на барањето на Реджепи, не е спорно. Па добро, ако министрите се иземени, тогаш по таа логика може да бидат и косовските државјани иземени. Извинете, може и тој на тоа да се повика конечно. Вие можете да се повикувате на се, ако но имате не можете преседани за Но добро? Правен ексклузивитет да барате во држава која има еден услов не може. Еден услов не може. Тоа е. Да. Добро. Правен нонсенс за мене. Јас навистина ова, но тя еве најотворено, најдиректно, ја немам ништо против, ако тие така се договорат нека функционираат, но не мислам дека е прво добро. Зошто некој би бил поинаков? А зашто на крајот на криштата оно што има и два пасоши треба да се занимава со политика? Па привилегирани Луѓе веројатно имал некакви интереси што зел српско, босанско државјанство. Државјанство на Босна и Херцеговина. Ево, например. Веројатно има некаков интерес, не е само етничката, верската и каква идентитетската припадност. Има некаков друг интерес. И македонски сега, ако не може тој, зашто никој друг би можел?
По оваа логика, министрите кои имаат двојно, тројно државјанство во владата на Мицкоски, имаат други интереси. Па тоа ви е логика. Ја разбирам фиксацијата на дел Па тоа е од членовите, не, тоа е логика, се согласувам, држи, но затоа и преска реков. Мислам дека извршната власт треба на некаков начин да биде привилегирана. Па тоа е привилегирана. Не знам дали е тоа привилегија, но ако можете англичанец да донесете да ви биде министер у влада, зашто не е некој кој има бугарско државенство? Зошто? Прашувам. Заради тоа што имате спор со Бугарија, но постојано го... Ако тогаш логиката е, ако немаме спор со Србија, тогаш може Србин. Истото го говориме и не се согласуваме, ајде, пари си ве волам околу косовските државенства. Да. Пред се тој е пратеник и тој се обидува да каже, да не каже дека спие таму во собранието, да каже нешто интересно, па овие други да се фаќат таму за неговата странка и да има дебата таму. Добро. Но пред се јас мислам дека нема привилегирани граѓани тука во државата. Во никој случај не може. Тој знае точно, бидејќи мислам дека е правник, но се обидува да биде интересен и на краишта луѓето што не знаат два збора да се вклучат во Facebook да ги пишуваат, односно тие што пцујат по Facebook, бидејќи односно тие големите патриоти, за да може, односно и тие луѓе што имаат двојно државјанство, да може да бидат гласачи негови и да се каже еве овој патриотот таму, они мислат дека луѓето се привилегирани, дека законите може да се донесуваат врз основа на тоа кој ги застапува собранието, че има албанец, тој може да донесе посебен закон за посебни граѓани во нашата држава, а не е така. Така што мислам дека не треба ни да му даваме големо влијание на ваквите луѓе, но сепак дуи се обидува бидејќи релацијата што е меѓу албанските политички партии во Косово и како граѓаните, бидејќи реално ние што сме од Гостивар навамо што живееме, помалце имаме контакти со албанците во Албанија, а повеќе се поврзани со Косово, заради тоа што ние сме биле во таа Југославија, односно и дополнително не имаме и крвосродство, не семени врски, така и тој на таков начин се обидат многу луѓе имаат двојно државјанство и тие се користат, односно лобират, гледа во последните избори или косовските представници идат во нашата држава или тие таму се обидува и исто се обидуваше и Еди Рама тука, но некако не запали тој кај Дуј, односно да му донесе повеќе гласови, односно на Европскиот фронт во минатите избори, но како влијанието поголема Косово кај нас и овие нашите се обидуваат таму да се покажуваат дека имаат некој глас таму за да можат за Албин Курти или за другите политички партии, но јас сепак мислам дека тие го користуваат како политички чин за да може да придобијат на гласови, не дека тие дека може да се направи. Албанците во Македонија имаат потреба за луѓе кои ги застапуваат вистински во собранието, кои отварат вистинска дебата, кои ќе се борат за проекти, идеи и закони кои ќе биде на доброто на граѓаните, за подигнување на економската ситуација и на нивниот стандард, за да имаат подобро образование, подобро здравство, подобро животна средина и ред други политики кои се многу поважни отколку овие дали државјанство дали тие посебни граѓани да бидат и ред. Така јас мислам дека отвориме дебата која многу не е важна за тоа, тој може да се прави пиар и да им каже приказни на своите поддржувачи, особено тие што по 2-3 збора не знаат да ги врзат литературно да пишуваат, односно стандардниот албански јазик по Facebook. И гледам многу такви, дури гледам луѓе кои со години не застапувале по државните институции, по директори, функционери или биле во тие бордовите, кои 5 збора не знае да ги пише правилно на албански јазик, а од другата страна бара да се почитува албанскиот јазик во државата, за да биде службен јазик, како што е во уставот, но сепак јас мислам дека повеќе прават галама луѓето кои не се свесни, односно не се способни за одредена ситуација, политика, односно некој проект што е важен за државата. Па добро, тоа е прашањето, можеме да одиме кај албанскиот јазик, па потоа за Груевски неговото државјанство, но веќе кога го потегнавте прашањето за правосудниот испит, правото на луѓето кои студирале на албански јазик, да не може да им биде оспорено правото да завршниот правосудниот испит да не може да го полагаат. Фала Богу. За таа борба. Фала Богу еднаш видов студентите да се креват во протести, албанските студенти да се креват во протести, бидејќи во минатото имаше многу
потешки реформи, особено во образованите, буквално нив ги немаше никаде, но сега важно е дека тие протестирале. Ги обвинија политичарите кои влегоа во протестите. Кој ги поддржуваше, Да. нив јавно се знаеше кои ги поддржуваше. Тие што 22 години не може да го решат ово прашање. Има одредени држави практиките не се исти. Во одредени држави може да се полага само на германски, француски и на други јазик, но има други држави, пример, што се полага и на два јазика. Но проблематично е во нашата држава, бидејќи службен јазик е македонскиот јазик и другите што го зборуваат и после има таму дополнително, нели, во амандманот 5, мислам дека од уставот има други кај се комуницира, мислам дека тој петиот став е проблематичен, бидејќи таму дополнително уште еднаш се зборува за службениот јазик. Но сепак да се навратиме во темата. Ние како ќе функционираме, бидејќи пример, ако колегата тука знае само македонски јазик, е дел од таа комисија, ние што треба и не знае со преведувач, треба да го преведеме на студентите за правосудниот испит. Или треба да правиме паралелни две институции. Паралелни две институции, јас мислам дека е противуставно пред се. Јас мислам дека треба да се најде решение. Моето решение, знаеш како е? Јас јавно сум кажал. Сакаш ти, јас без полагање би го направил. Сакаш ти, еве ти давам. Земи го, не треба и да полагаш. Сакаш да го земеш, еве бујром. Ама утре, кога ќе конкурираш, треба да имаш знаење таму. Бидејќи во Европа ти можеш да имаш 100 дипломи. Не ти вредат ако ти. Но ова е за правосуден испит сепак. Моето мислење сега, ако одат за две комисии, не може да се направи. Предпоставувам дека не ќе прифати. Или комисија која е исклучува со албанци. Па тоа треба да биде паралелно две институции. Тоа е тој паралелизам за кој зборуваме. Паралелизам. Тоа не може. Јас мислам дека моето мислење може да се реши и јас мислам дека на крај вака ќе биде. Моето мислење лично е, но не значи дека ќе биде вака. Пред се, ние во минатото сме имали електронско полагање. Дуј беше во власт во таа позиција, во тој период. Зошто не го направи на два јазика, да можеш ти, пример, електронски, влегуваш како во агенција за државни службеници, влегуваш, нели го полагаш тој испитот и влегува електронски. Јас мислам дека подобро да го вратат електронски и да биде на два јазика. Може и три, не знам, да не го прават. Но, кога ќе одиш после да бидејќи ти може да ја земеш диплома да се сликаш дома. Ако не знаеш македонски јазик, бидејќи утре дента, кога ќе бидеш јавен обвинител, ќе бидеш судија, ти како ќе ги водиш седниците? Треба да ги водиш на македонски јазик. Бидејќи и Венецијанската комисија нели укажувала дека треба да се тргнува тоа од двојазичност. Повременило, да. Бидејќи го комплицира процесот, тоа пошто треба преводи, да. Па не може на кога ние сега немаме капацитет моментално во судството, имаш пример сообраќајка можеш да правиш, треба да чекаш 6-7 години за да ги земаш парите од една одштета од сообраќај, а да не зборуваме за други процеси. Така што јас мислам дека треба, ако одлучуваат, мислам дека ќе најдат на крај некој компромис, но јас мислам дека треба електронски за да биде за двата, бидејќи ние сме имале пракса. Сега во таа пракса си зема секој кој има завршен правен факултет, си зема правосуден, го полага правосудниот испит, односно и после се слика дома, пошто тоа не може да го користи. И имаме функционални аналфабети низ државните институции. Затоа тој му штракал тој прашањата или ми го кажал во минатото и земал, го положил испитот, односно станал адвокат, но ти не можеш да, ако не го знаеш македонскиот јазик, утре дента да те земе некој адвокат и да те застапа на некој Скопје. Тоа не може. И на крај крајшта ти не можеш да бидеш ни во академијата да влегуваш за јавни обвинителни суди. Јас моето мислење е дека да, нека го прават електронско, нека и утре дента кога ќе оди таму. Но треба да го знаат и македонскиот, тоа е вашата идеја. Тогаш таму како TOEFL што е, да полага, ќе полага на односно да го полага за јазикот, тоа ќе биде стручњаци кој ќе биде акредитирано, можеби некој факултет или некоја друга институција, можеби некој институт, македонски институт, не знам сега, некој да измислат некоја институција, каде тој треба таму да полага и таму нема веќе. Ако знае македонскиот јазик, ќе продолжи. Тој што не го знае, ќе се слика, ќе се фали у Facebook дека полагал на албански јазик, чао, пријатно. Да, но правниот јазик треба да се. Но јас мислам дека на крај ќе се најде решението. Не е толку едноставно. И решението би било
на ова насока, на друг начин не може, бидејќи на крај на краишта, да, тебе ќе ти е овозможно на албански јазик да полагаш, но не можете да, ако не знаеш јазик, бидејќи јас ги гледам, кога држат на прес, значи излегуваат, он сака да биде пример. Еден студент јавен увидел, добро што имат голема волја, тоа е позитивно, но он не знае да состава два збора на македонски јазик, така што јас мислам дека тие тешко дека ќе бидат јавни обвинители во нашата држава или суди. Добро. Па јазиците се основа за комуникација, апсолутно. Ние согласен, апсолутно, со Љузин треба да се изнајде начин тие што навистина инсистираат на тој начин, али Па добро, едно од решенијата тоа не е се работи за спорно. млади луѓе, се работи за Да, студенти, и затоа и мора да се се борат за поклитува. своите права и Апсолутно. некакво решение мора да се најде. Не се плашете од тој што ги бара правата. Да. Плашете се од тој што молчи и од страна работи против правата и вашите и неговите. Имате такви случаи, многу исти. Така да, верувам дека, да, ова е проблем, навистина, очигледно дека е проблем за тие млади луѓе, сакаат да бараат решение, еве, едно од мислам дека е сосем логично ова решение што го предлага Љузин, да се изнајде начин да се задоволи и формата, но да се задржи суштината. А тоа е владење на, тоа е стручен испит, владење на службениот јазик што има реперкусии на начинот на кој во иднина ќе се одвиваат процесите на застапување адвокатско или судиско или јавно обвинителско и така натаму и така натаму. Во таа насока некаде треба да се бара решението. Да, окей е, но да се изнајде начин да се провери таа стручност и тој аспект да се провери и на другиот јазик. Затоа испитот, ако одат на таков начин, испитот дали на македонски, дали на албански, многу е важно знаењето, а дополнително после треба да го знае јазикот за да може тој да делува во институциите на државата. Околу државјанството на Груевски. Јас мислам дека има голема грешка во нашата држава што и за да влезеш во јавната администрација мора да го знаеш јазикот. Има многу луѓе што само ти кинуваат со глава, значи идеш таму го прашуваш нешто, он ти кинува со глава или ај преведувај овој другите, односно колега. Така што мислам дека луѓето треба да се освестат, ние дека треба да го почитаме уставот пред се. Тоа е генерален проблем на оваа држава и на тоа треба да се работи. Ние ги земаме, се плашам дека се функционираме паралелно. Пошто ние кога ќе правиме паралели ги гледам јас политичарите ред други, одма ние за Швајцарија се фаќаме таму, но да забораваме дека во таму има кантони, во таму кај се зборува еден јазик, нема службен друг јазик. Јазикот е тој јазик. Тој едниот, италијански, француски или германски. Да, ама тоа е во ниво на држава, ама таму кај се зборува. Италијанскиот кантон е тоа. Тоа немаш друг јазик, затоа таму е полесно. Ти значи тој може да те зборува, тој може да е французин во кантонот што се зборува германски, но таму само германски може да се обратиш, не може на твојот јазик. Така што јас мислам дека ние ги толкуваме како нам ни одговара. Јас мислам дека пред се треба францускиот дел многу помалку знаат, учат холандски, но тешко дека го научуваат јазикот и не се толку ригорозни и стриктни. Бидејќи ако идеме по таа логика, преведувач во секој, значи секој граѓанин треба да има по еден преведувач. Јас мислам дека тешко тогаш ќе се справиме, тогаш ќе колабираат сите институции. Ние мора да се навикнеме, но дури и сега не можете и да му навикнеш, да му наметнуваш по секоја цена секој да го учи и албанскиот јазик, и македонци има што го учат албанскиот јазик. Тој во таа ако нешто да се однесе, ние се плашиме да учиме јазици. Ние мора да го учиме јазикот. Би требало факултативно, барем за почеток факултативно. Тоа би требало да биде однос за државата да се понуди факултативна основно училиште за почеток да се понуди. Апсолутно тоа. Бидејќи учењето на јазик е многу богатство, конечно. Бидејќи ако гледаш во својство на бизнисот пример, зошто па албанците имаат повеќе можности за бизнис, бидејќи тие знаат за нормалните, кажувам, што сакат вистина да учат, тие бизнисмените пример, гледај косоварите се движат. Зошто? Па ти имаат, односно особено косоварите знаат српски, знаат македонски, по дефолт бугарски, знаат албански и имаат да не зборуваме за германски. Не разбираш, да дополните други јазици. Јас мислам дека кога знаеш повеќе јазици имаш поголем можност во животот. Да, тоа не значи дека ако учиш друг јазик па се асимилираш или не знам. Што, но јас мислам дека генерално луѓето во Европа така не размислуваат. По два-три јазика нормално говорат светски. Па не сум баш сигурен дека е секогаш така. Па добро.
најголем дел од Младите германците... па и во Македонија учат сега по два јазика, Апсолутно, да. за разлика од тоа е претходните генерации, еве ние само имавме еден странски. Но неформалното и формално треба да се раздели. Тоа што сакаме да го учиме сосема е плюс, но тоа што е државно ние мора да го почитуваме исклучиво уставот и законите. Ајде околу уставот и законот и случајот со Груевски може еве Бишевац и неговото државјанство се претпоставува дека има унгарско државјанство. Треба да видиме, Да. ние претпоставуваме. И Министерството за правда преспоро се движи во собирање, прибирање на документите. Не мислам дека така стојат работи. Добро. Прво тие кажаа дека бидејќи азилот е одобрен, тие сега практично немаат правна постапка. Азилот е одобрен. Да, одобрен, но Унгарија може одобрила политички азил за Никола може да му Груевски. биде одземен. Тоа е веќе друга, ама тоа е веќе друга работа. Тоа е друго барање. Тоа значи дека Тоа е клуч. ако Добро. новите унгарски власти решат низ некаква процедура која апсолутно нема да биде лесна, овде мислам дека тоа е политичка волја, Петар Маѓар решил да го враќа Груевски, утре ќе го качи на авион и ќе го прати од Будни. Па не мислам дека импровизатор политички. Па затоа Петар Маđар, затоа што не е импровизатор, не може така да направи, бидејќи постојат права и правила кои мора да ги почитува дури и тој. Добро. И тоа ќе трае малку подолго. Значи тоа не е работа за 2 дена. Тоа само во Македонија се говори дека би траело подолго. Не слушнав Не е точно, не е точно. Унгарија. Пробајте да проверите колку време траат прашањата на азил во било која европска држава, ќе видите дека некаде се проблекуваат и со години. И со години. Делот што ние сега го сакаме практично како општество за враќање на Никола Груевски не за ништо друго освен да одговара пред законите пред оваа држава за она што е осуден. Мицкоски рече дека ќе заврши во затвор. Ама и не може поинаку. Првото стапнување во Македонија. Секуловска, не може поинаку. Ако Македонија е правна држава, моментот кога Никола Груевски ќе стапне на ова тло, првин треба да заврши во затвор бидејќи е правосудно осуден, а отпосле да си бара правни лекови и правни начини за оспорување, за повторување на постапката и така И натаму. заради тоа веројатно и спора оди прибирањето на документи во Министерството за правда. Не е ради тоа. Во овој момент вие немате што да барате, бидејќи Унгарија не почнала процедурата за одземање на политичкиот азил. А што ако... Не, прво треба документи да прати македонската страна. Не. Добро. Македонската страна во овој момент џабе ќе праќа, бидејќи тој има добиено политички азил. Македонија како држава ги испрати сите потребни документи, кои што унгарскиот суд ги отфрли и рече дека на Никола Груевски му е заглажен, не знам таму што е обзружението, и доби политички азил. И тука завршува таа постапка. Не завршува. Не, завршува во моментот се додека не почне. Не. Се додека Унгарија не ја почне постапката за одземање на политичкиот азил. Добро. Вие немате што да поднесувате. Па така вели Министерството за правда, значи Филков не знае што прави. Не, Филков вели многу добар. По овој Тој момент. вели дека се прибираат документи. Ама тие се прибрани, тие документи веќе се испраќани во Унгарија. Нема што да прибирате ништо ново. Не знам такви Па изјави. не, ама тоа е целата работа. Во овој момент, додека тој политички азил е на сила, бидејќи е добиен врз основа на надлежен суд во Унгарија, вие немате готово, завршена е постапката. Моментов, ако Унгарија ја започне процедурата за одземање на политички азил, тогаш вие стапувате на сцена, поднесувајќи барања за екстрадиција во земјата од каде што Никола Груевски доаѓа, но тоа обично не се случува, бидејќи една од правилата е да не се враќаат во земјата од која дошле и го добиле политичкиот азил, се испраќаат или се нудат трети земји, или оној што го има азилот си бира трета земја и си заминува каде што сака. Груевски, да. Елегантно, иако тоа не е многу елегантно, но добро, така би го решил. Ако луѓето затварале очи и отварале погрешни багажници во времето кога го испраќале кон Србија, наместо да го задржат во државата и да се соочи со правдата, тогаш е лицемерно сега да барате
и да се радувате на победата на Маđар, затоа што ќе го поразот на Орбан, победата на Маđар. Целиот демократски свет се славеше. Го славеше поразот на Орбан. Тоа е најголемата идеја. И тоа демократски свет е малку, знаете како? Слабиот никој не го сака. Од прилика. Но еве да речеме, и прималку горе во просторијата. Одмах ќе само за кратко. Ги видовме разликата. Едно се очекувањата на Брисел. И денеска гледам во сите медиуми, Унгарија го одблокира кредитот од 90 милиарди евра за Украина. Вау! Ретко кој ќе ја каже и причината зашто е тоа така. Украина денеска го пушти во употреба нафтоводот Дружба. Тоа беше условот и на Орбан. Но тоа овде никого не го интересира. Значи, Украина го исполни условот. Го пушти во употреба нафтоводот Дружба кој транспортира нафта за Унгарија и Словачка. И затоа се ослободени 90 милиарди. Не затоа што Орбан изгубил или Маđар победил. Добро. Ајде, на крај сме. Први, околу... да не забораваме, Никола Груевски побегна во 2018 година. Да. И цело време после Маđар околу победи, цело време од опозицијата кажува дека треба да се врати азилот. Тие што сака да го фатат, односно да го држат тука не можеше да му дозволат. Тие го изпратија надвор. А втората ситуација, ако се толку патриоти, ќе направи како Трамп, ќе одат, ќе го киднапира, тамо ќе го вратат дома и завршена е приказа. Ниту првото, ниту второто се способни. Моќта на Трамп. Така што не може да ја споредувате со без разлика, македонските политичари. Ама без разлика кога се патриот до толку може да го спроведеш и таа операција. Така што јас мислам дека и тој начинот на азилот, нели, оние поднесува сега правнички аспект, тој треба да иницијативата треба да ја земе Маđар пример утре ден, бидејќи тоа е новинарско прашање дека ќе ги но јас не сум слушал дека ниту не знам ни дали е составена владата, уште не сум слушал. Не, уште не. Така што јас мислам дека е поставен и да му го земат азилот, пошто ние не знаеме во која ситуација може да има државјанство, од каде да знаеме. Може има унгарско државјанство. Може во меѓувреме ако му бил другар толку Орбан, јас мислам дека не би го доставил другарот без државјанство. Какво другарство е тоа и какви интереси се во прашање? Вториот момент многу е важно кога ќе се иницира постапката за одземање на азилот, таа просто тој има право, бидејќи тој е дел од Европска унија, се имат постапки адвокати, тој ќе го обжали едно друго, ќе трае таа постапка. Таа за обичен граѓанин, пак само за него. И на крајшта, кога ќе му го одземат на него азилот, тие ќе го известат нашата држава и нема да го чуват на црно таму нешто ако бараме од тука ништо. Тие треба да го испорачуваат. Но кога ќе дојде тоа време, јас мислам дека уште едно дело има до кај септември, октомври, мислам дека му остарува, нели толку. Да, има повеќе дела. Добро, има повеќе. Али има и две, мислам дека се две правосилни. Може да се врати и после да излегува таму Кинго шеф да го поздравува, така што тоа е о том потом што ќе биде во. Добро, на крај сме. Благодарам што бевте гости. Благодарам за поканата. Благодариме што не гледавте. Пријатно.